Здраво на сите. Добро дојдовте во уште една епизода на подкастот Filmofilos. Јас сум Максим и овој пат во еден поинаков формат ќе ви презентираме на многу интересна тема со многу интересни гости. Овој пат и во наредните епизоди ќе бидам сам. Мојата ко-водителка или ко-хост Елена моментално не е во Македонија, така што наредните епизоди ќе бидам во друштво на различни експерти, филмски критичари, уметници, психолози, филозофи и така натаму. Но денеска на моje големо задоволство е да прикажам да ви представам двајца мои пријатели и истовремено филмски работници. Станува збор за Марио Петковски. Браво. И за Сандра Темова. Здраво и на двајцата. Марио е воглавно го познавам во улога на режисер, така што има неколку досега филмски стварувања, неколку кратки филмови и неговата кариера и како е во подем. Од друга страна имаме тука и Сандра. Сандра често пати соработува со Марио и е своевидна актерка. А истовремено Сандра се бави со ивент менеджмент и може да погледнете на повеќе места низ Скопје организирајќи овие големи престижни настани. Но денеска и двајцата ќе бидат во улога на мои коразговарачи. И ќе се обидеме да зачнеме една многу интересна тема. Но пред да ја откријам темата, прво уште еднаш добре дојдовте и како се чувствувате во студиото? Добро ве најдовме. Одлично се чувствуваме. Денеска одбравме сина Бојан, или? Да. Така да... Супер, фала многу на поканата. Едва чекав искрено некој да ме викне на Одлично. ваков настан, да речам, да разговараме за филм. И мило ми е што разговараме со луѓе што имаме работено заедно и се знаеме многу добро. И така многу добро, многу без срам можеме да навлеземе птенубаво во оваа тема. Така да искрено едва чекам да почнеме да разговараме за сите овие работи. Исто јас. Фала ви уште еднаш што дојдовте. Она што може публиката не го знае, дека и со двајцата имам соработувано. Заедно изработивме еден филм пред, чинам, 2,5 години? 3? Па за време на пандемијата беше Да, така? 2021 чинам, почеток. Нешто Значи- ситно после почеток на пандемијата. Да. 2021, да. Каде што Сандра ја толкуваше главната улога. Се разбира. Да. Што ме води до самата тема. Денеска ќе дискутираме за нешто многу интересно, за разлика од можеби од претходните епизоди, темата не е толку од филозофска или психолошка перспектива, туку е од чисто филмска перспектива. Станува збор за филмски парови помеѓу режисери и актери и актерки. Односно, со други зборови, во филмската историја можеме да видиме премногу комбинации на режисери и нивни инспирации. Најчесто се тоа некакви актери и актерки со кои заедно стваруваат некакви филмови, кратки, долгометражни филмови, дури и анимирани некогаш, ако гласот е она што на режисерот му се допаѓа. Така, например, примери кои можеби на публиката и се блиски и познати, Мартин Скорсезе и неговите соработки со Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, едно од најпознатите филмски парови, би рекол. Џо Пеши исто така. Џо Пеши, да, точно. Вуди Ален и Дајан Китон, така пар на машки режисери и женска актерка, како што и денеска ни се и гостите. На во Европа, односно во европската кинематографија, Алмодовар и Пенелопе Круз, веројатно би се согласили. Знаете дека ќе поминеш од Да. на европската кинематографија, тоа Морам да бидам Уважавам. инклузив. Холивудна страна да е. Не, отворени сме за сите. Еве ќе спомнам и од азиската кинематографија. Дали знаете Вон Кар-вај со кога навеќе се работува? Марио? Меги Чунг, Меги Чунг и Тони Тони Лунг. Да, да. Сега имињава се малце Специфични. специфични се изговарања, ама Меги и Тони би рекле дека се Да. доста актуелни во неговата кинематографија. Точно. Но уште еден мислам дека што од азиската кинематографија што Да. може да го спомнеме, што сигурно имаме гледано нивни филмови, Паразит ако го имаме гледано или Parasite. Да, апсолутно корејскиот. Бонг Џун Хо Да. и сега можеби ќе го измасакрирам името, ама Хонг Санг Со може би се викаше глумецот. Таткото, сиромашниот татко во филмот. Сите се сиромашни, дали татко, Да. да, сиромашниот татко. Одлично, да. Одлични примери, но да не должам премногу, идејата воглавно ни беше да преку моите гости, преку филмовите кои ќе ги споменеме, да видиме како всушност
односот режисер и актер го создава всушност филмот. Според мене тој може би главниот сршта на секое филмско остварување, секако камерманите, монтажерите се битни, но публиката првиот контакт го има со актерите, а актерите се водени и предводени од режисерот. Така што да не должам повеќе, сега ќе ви го отстапам просторот на вас. И прво сакам чисто накратко да ве представам малку подобро на публиката, така што ќе почнам од Сандра. Женските имаат предност, па нели да почнеме така. Неколку кратки прашања кои не се толку специфични, но да дадеме представа за всушност тоа која си и да почнеме така со дискусијата. Вака. Прво прашање. Која е твојата идеја за голема среќа? Голема среќа. Марио може да се подготвува. Истите прашања си за... Да, може да се подготвиш. Тешко прашање. Среќа е нешто што многу е комплексно да се опише. Мислам дека луѓето повеќе можат да бидат задоволни отколку среќни постојано. Така да задоволни со себе, задоволни од околностите кои што си ги предизвикале или кои што им се створиле врз база на некаква среќа или било што. Меѓутоа среќна она што ме прави е да патувам, да бидам со луѓето кои што ги сакам во мојот живот. Тоа се некои клучни работи или суштински работи и нормално уште милион други мали работи кои што ме прават среќна, меѓутоа да. Одлична дефиниција, да. Да, Марио? Генерално јас мислам дека сите сме таму кај што треба да бидеме. И ако таму каде што сме е место кое што и во исто време не прави комфортни и не вади надвор од некоја комфорт зона, не прави среќни и несреќни, сакаме и мразиме и чувствуваме се, тоа би рекол дека е добро место за некој да се чувствува среќен, затоа што искусува многу работи одеднаш или многу работи постепено. И тоа мислам дека е добар старт некој да почувствува среќа на не на правилен начин, него на начин кој што прилега да се чувствува некој жив. Много филозофски беше ова. Да. Соодветно е за подкастот. Одлично, да. Некој да се чувствува жив, тоа многу ми се допаѓа. А второ прашање до двајцата. Кој е вашиот најголем страф? Почнавме со многу тешки Почнавме со прашања, многу, знаеш. да. Мораме да надоместиме за филозофскиот дел од подкастот. Па тука се нормално сите тие некои да речам типични човечки стравови, нели? Страф од смрт, од страф од неуспех, страф од falling behind или да заостанеш во било кој сегмент, дали во развој, дали во животниот тек, дали не знам во односите со луѓе. Од рационални стравови, пример ако скокнеме се 30, 40, 50 години во иднина, така уште сме тука, нели? И ако го седиме на овие 3 седишта пак на, не знам, 500-та епизода на Филмополис, Филмофилос, тоест, извини. Филмофилос, нема проблем. Да се навратиме наназад на овие години, и ако не сме ги исполниле тие цели што ги имаме во глава дека сме требале да ги исполниме, тоа ми е доста голем страв. А од нерационални стравови ми е, не знам дали сте гледале на автопат кога од кола гума ќе излете ќе удри некој човек. Добро. Тоа се слушам многу силно и многу брутално и имам голем нерационален страв од гума да ме мамне од некаде од сообраќај од некој камион или не знам. Вау, интересно. Океј, одлично. Од таков тип на стравови во тој случај би напоменала закупување жив. Значи тоа сум го видела неколку филмови и тоа ми изгледа толку. Ќе збориме за Kill Bill, за кратко има една таква сцена, така да може да. Тоа дефинитивно. Дали би глумела таква сцена? Или нешто што ти е навистина страшно? Не кажував, не одговарај пред мене, ќе запишам некој сценариј. Она што Марио го кажа кога го постави првото прашање, тоа искрено многу често ми е водилка на животот, дека не сакам работи само што ме прават да се чувствам комфортно, туку нешто што истовремено ме плаши и ме прави среќна и ме возбудува, се работи кои што
би сакала да ги пробам. Потешко ми е да кажам не отколку што ми е да кажам да, така што мислам дека би го доживеала и тоа нешто како предизвик. Да се соочиш со зависи некој од свој човек до страф човек. или Ама мислам дека е окей и да не биде све вака во животот, да има малце и падни стани и сите тие моменти. Тоа е тоа чувство дека се живее и дека си жив на оваа планета. Ако све е само во лер, тоаш нема прогрес, нема мислам дека не лежат убавините на животот во тоа. Дури и да е лошо, на крајот од денот пак е добро. Дали можеби затоа правиме филмови да го избегнеме тој флетлайн? Уште едно доста филозофско прашање. Мојата гледна точка за зошто ја правам филмови е многу е сите сме биле во тој процес кај што сме на почетокот. Го гледаме парчето хартија пред нас, дали јас и ти кој го пишуваме или кој го даваме на Сандра да го чита, ама почнува од ништо. Се собираме сите, ја правиме сцената, се случува нешто и сега после целиот тој процес на пишување, глумење, режирање и монтирање, го гледа некој, публика го гледа тоа и реагира на него. И се смее кога треба да се смее, и е шокирана кога треба да биде шокирана, и е исплашена кога треба да биде исплашена. Тоа доаѓа од оној момент кога ние сме седнале и сме го направиле тоа и некој глумец го оживел. И има реакции и сега многу пати ние сме многу надвор од тоа затоа што не можеме да го мислам дека е како клетвата на авторот. Например, јас да сум креаторот на некој филмеве сега од поновиве, да речеме на Скорсезе најновиот филм, не е битно. Мислам дека никогаш нема да го гледа ние како што го гледаме филмот. Апсолутно. И кога некој ќе дојде кај нас да ни рече леле ова значеше вака и така на оваа секвенца што сте направиле вие сите. Ние сме како и стварно луѓе почнаа да реагираат на филмот. А ние го немаме тој пристап на гледање на работите затоа што сме многу влезени внатре. И тоа ми е еден дел кај што им после сето тоа време гледаме наназад и луѓе го гледаме наназад процесот и плюс тоа луѓе почнуваат да реагираат на него. И тоа ми се допаѓа премногу. Со визуелно, звучно, со диалог, со било што се влече некаква реакција. Тоа е мокта, мислам, нека на филмот, кога влечеме некаква реакција од и пак се навраќаме на истото преска што го кажав, ги тераме да се чувствуваат живи. Тоа ми се допаѓа многу. Следно прашање. Која жива личност, значи не од мртви историски личности, може да е личност од вашиот приватен живот, највеќе се восхитувате? Дали би може и приватна личност? Може да биде секако. Секој има различни. Па не знам колку е клише овој одговор, не веќе уште како мало дете од секој што ми се восхитувала на храброста на мајка ми и на самостојноста на некој начин, а од друга страна на прогресивноста на татко ми. Значи, можеби сум гледала најблиску, ама во однос на идоли секогаш тука сум ги гледала, не нешто подалеко. Тие биле луѓе што ме инспирирале и ме учеле. Тоа е искрено најточен одговор. Тоа е најточен, да. Мене ми е ќе одговорам сега и ќе дојдам дома и после ќе ми текне скроз многу подобар одговор и ќе се мразам. Дефинитивно нели родителите. Како беше прашањето? На што многу му се восхитувам? Жива личност на која највеќе се восхитуваш. Значи да не е фиктивна, да не е историска, тоа е идејата на прашањето. Дека Сандра ги спомна родителите, мислам дефинитивно особено во тоа време во кое што живееле, начинот на кој што не израснали се тоа. Еве би го спомнал и брат ми. Чисто за тоа што многу млад отиде надвор од државава, сосема самостојно, сите си бркаат своји работи и све тоа. И во последно време почна многу да се заинтересирува за филм. И заедно имаме такви некои
Те на различни гледишта на што е добар филм, што е и како изгледа сето тоа. И има некои идеи секој што се поврзани со филм, не можам сега да ги кажам многу да не го издадам на да не го избаксизирам, нели? Така да тој момент да си толку млад, да речеш сега ќе отидам од тука на сам со себе во земја која што е скрос на другата страна од светот и ќе правам што ми дојде да правам и нема да се откажам и делува како личност која што има храброст и во најмала рака е за восхит. Одлично. Како што знаат гледачите, ние немаме никакво сценарио во однос на како течат епизодите, но сега како само се напише сценариото, бидејќи мојот коментар беше неодамна ги имавме многу, односно имаше во светот многу доделувања на некакви награди, особено на Оскарите и повеќето од добитниците, особено актерите и актерките, без исклучок, можам да кажам, се благодарува на својата мајка пред се и веројатно на родителите, но мајката неизоставна беше. И тоа ми е многу интересно поради тоа што кажа, така што сметам дека за сите нас кои создаваме нешто како филмаџи и некакви, имам инспирации секакви, може некогаш ќе прочиташ книга и ќе ти дојде инспирација или приказ на некоја стара 100-200 години, но во главно тој родителски однос или однос со браќа и сестри или однос со партнерот е секогаш може таму многу моќен, може многу нешто да излезат, многу приказани, така што тоа би го кажал. Сето дека си на темава, извини, на говори, баш ги гледав Оскарите, не знам дали ги гледавте. Неделата, така беше? Да. Не е ни битно, и сите други овие манифестации каде што се доделуваат награди, златни глобуси, еми и се тоа. За говорот, кога ќе го кажа твоето име и кога ќе те повикаат на таа нели огромна најголема сцена што постои. Мислам дека доста од луѓето што победуваат многу би било поинтересно и за нас како публика, нели, и за индустријата, да речам, кога говорот би го посветиле на нешто по суштински, отколку само да набројат неколку имиња продуцентот или не знам кој. Пример, еден од победниците за најдобро адаптирано сценарио. Така доста брзо збореше затоа што нели има 20 на 30 секунди да кажаш што има да кажат. Соочила, така? Да, и кажа многу добро нешто, рече, нели се заблагодари на можноста што му има дадено да го режира или да го напише овој филм, оваа адаптација. И дека иако е ризик што му дале толку и толку пари да го направи овој филм, но исто така е ризик кога им даваат $100 милиони на овие огромни филмови да прават со големи CGI секвенции анимирани и сето тоа. И рече нешто многу интересно, рече нели би било подобро ако им дадеме на 10 луѓе да направат или на 5 луѓе да направат филмови од 10 или од $20 милиони, отколку да му даеме на еден човек да направи филм од $100 милиони. Да, точно. Што е доста интересна работа и бурна реакција предизвика од публиката тој мал говор. Одлично. Да не ве нападнам премногу со филозофските прашања. Последно прашање пред да отвориме официјално темата, кои ви се омилени филмови или филмски остварувања? Ова беше морав да ве прашам. Има лимит? Кој сака да почне? Дали има лимит? Да. Еве да речеме 2-3. Ова филмче што ќе го спомнам мислам дека знам што ќе кажа. Cute и simple. Мислам дека знам што ќе кажа, дали ќе меѓутоа многу ми има останато во глава, значи 500 Days of Summer. Значи многу го сакам пошто е толку симпатично, толку има некоја филозофија, некоја нова идеја таму презентирано. Така да тој дефинитивно некако ми е при срце. Секако The Godfather, тој тип на филмови. Од посериозните, да? Да, би ги издвоила. Сега ќе му предам на Марио. Мислам дека ќе кажеше
Before Sunrise, Before Sunset. Точно, да, и така или како беше, како тој се го казва? заборавив, Before- тој да. дефинитивно ми е еден од омилjeните филмови. Сите прашање три? секогаш- Сите три или барем или Па, првиот? првиот бев тотално импресионирана Да. кога го гледав, значи мислам дека со месеци мислев на филмот. Мгм. Така да, тој дефинитивно Првиот кога се припаѓа во- запознавме у Public Room, кога се спремавме за тој првиот ненаправен филм што ни беше, ја и Сандра бевме први дојдени. Седавме каршик, пошто не се знаевме ние кои сме, седавме јас на една маса, Сандра на друга маса, може би добри 50 минути. И као кај сме, гледаме сите и полека се видовме дека усвари ние сме тие што треба да се собераме на масава да правиме муавет. Дојде уште не памтам точно кој Да, уште дојде. неколку. Да. И пред да дојдат, луѓето разговаравме за ова кои филмови ти се свиѓаат и ти го спомна before, мислам дека за глумци зборевме. Да. И го спомна овој филм и ми остана у глава дека ти се Да. допаѓа. Исто многу ми се Трилогијата. допаѓа Closer, не знам дали сте го гледале тој филм. Што беше тој со Натали Портман беше или не е тој? Да, Джулија Робертс. Не ми текнува мене. Мислам дека го имам гледано премногу одам. Не е нов филм тој. Исто тој филм. е слична Да. некоја љубовна тематика. Меѓутоа многу сакам филмови со помалце ликови, каде што целата Мм. приказна се фокусира околу нивните карактери, баш подлабоко се навлага и така има нешто у тоа што мене навистина ми се допаѓа и очигледно и такви филмови. ми се Дефинитивно, допаѓаат. да. Одлично. И многу може и повеќе да се фокусира режисерот нормално со кој имаш помалце луѓе. Апсолутно. И тоа е една од првите работи кога снимавме филм, кога тоест ме викнаа да бидам као екстра на еден филм и режисерот не ми кажа што треба да правам, него некој друг човек дојде и бев као тоа беше прилично давно, бев збунет као нели режисерот е тој кој што треба да и све се Режисерот учи, е сакам да зафатен. кажам, да, режисерот е западен за друго нешто и доаѓа и ми објаснува некој друг човек што треба да правам. И тоа ме збуни многу, али си има Да, своја мислам дека големина, на пример кога ги запознаваме повеќе карактерите и да речам повеќе добиваат простор на сцената, значи самиот кога сум од другата страна како гледач, повеќе се поврзувам, значи ме интересираат повеќе, значи чувствувам емпатија кон самите карактери и мислам дека Како тоа е публика или сегментот. како го глумиш? Не, како публика. Па да, Тоа е- фокусот е Да, лимитиран. Дефинитивно. создаваш повеќе, баш некоја емпатија со самите карактери. Ги разбираш, Да. ги чувствуваш, не знам. Дефинитивно. Не дека тоа не може да се постигне и во филмови каде што има Не, повеќе. точно. Да, само повеќе А, време треба да. и вајда повеќе спремање пред време, повеќе вежби или Точно. По ама возможно. координација, Да, координација. А се прават во барем овие луѓе што ќе ги збориме, Скорсезе и сите овие прават преголеми спремања со глумците. И дури и што е интересно, дури и кога се спремаат, ќе дојдат на сет и ќе види нешто режисерот во глумецот, начинот на кој што направил нешто и се раѓа нова, ќе рече чека, не ова, сега дај да го пробаме на овој начин, дај да го земеме овој пат и да видиме дали ова ќе успее. Што мислам дека е потребно да не бидеме толку нели ослепени како што е на хартијата, така да го може и да се опуштиме на самиот цит и да најдеме нешто што може би ќе биде подобро од тоа што сме го напишале. Точно. Јас би надополнил само тука, мислам секој што како било вклучен во еден филмски процес знае дека се оди наопаку. Тоа има изрека, никогаш не оди по планот. Марфиев закон беше да? Марфиев закон, да. Се што Да. може да тргне Се што лошо, може ќе лошо тргне. ќе тргне Да. лошо, така што колку и да го работите сценариото со 10 години, секоја реченица, секоја сцена да имате замислена, кога ќе дојдете на сцена се случува нешто друго, непредвидливи нешта и многумина веруваат и се повеќе и повеќе јас верувам во тоа дека филмот лежи во таа адаптација на спонтаноста. Сега вака звучи мој абстрактно во смисол мора да се адаптирате на тоа што ќе се случи. Значи ако Така, вие така. влезете тврдоглаво како режисер или како актер, јас ова вака ќе го изглумам, ова јас вака ќе го изрежирам и нема менување. Ако ќе дојдете на сет гледате дека и како има некои други варијанти. И тука е умешноста на режисерот, филмскиот автор кој да пресече да каже да, сакам вака и вака да биде. Секако тука и улогата на актерот кој може да каже не, сакам раката вака да ја држам или сакам вака да ја држам и сметам дека ликот подобро ќе го долови тоа. Тука е режисерот да каже да или не, секако, но тој процес мислам ја на back and forth, на додавање на топката помеѓу актерите и режисерот, сметам дека е
срцето на Баше додавање, филмскиот да, тоа е процес. Да. Баше додавање, напред да. назад. Имаше Апсолутно. баш видов оддамна ваков тип на разговори помеѓу режисери и глумци. И имаше еден режисер, не сум сигурен точно кој беше, Мгм. разговара за неговата прва работа на сет како Мгм. режисер, негов прв филм, и од сите луѓе глумел со Хелен Мирен, со доста позната Мгм. оскаровска глумица. И сега дошла на сцена и рекол, ќе почнеш таму и полека ќе одиш и ќе застанеш на прозорот. И сега он си мисли, он си ја завршил работата и генерално и рекол што ќе се случи во сцената и она го погледна и му рекла, не одам ја од таму, сам ќе си застанам само на прозорот и од таму ќе снимаме. И се почнуваат да разговараат и да дебатираат Мгм. зошто треба ваму и сваќа режисерот дека нема некоја поента зошто глумицата мора да почне од таму, да дојде од таму и знаеш, на крај завршиле само со кадрот од она како гледа низ прозорот. Да. И мора да бидеш отворен со освен ако нема некоја огромна тематска логика зашто глумецот мора таму да почне да заврши па сега да се караме со глумицата, ама која глумица од такво реноме и такво искуство ќе ти каже Педигре. Мгм. нема поента да одам ја од ваму до таму, ќе снимаме тука, може би треба да прифатиш таа. Мгм. Затоа што кога треба да се одигра некоја емоција или некоја сцена, Да. ти треба повод, и ти треба објаснување зашто го правиш тоа. Ако немаш доволно јасно објаснување, можеби не би можел да бидеш баш точно вистински во тоа што ќе го Да. го одиграш. И Генерално. претпоставам дека тука нешто Таму се базира, размислувала, да. можеби си рекла, Во таа насока, можеби да. нема да изгледам добро затоа што зошто одам сега од ваму до таму, Да. зошто го губиме ова време. И тоа многу е често како размислуваат глумците кога ќе им се даде сценарија. Мгм. Мгм. Се пишува, го имаме описот, го имаме диалогот, сме разговарале со Сандра што е темата, што е поентата е на оваа секвенца, на оваа сцена. Ја барем ако стојам од другата страна на камерата и некој ќе каже акција, Мгм. не би знаел на што да мислам. Тоа е како, тоа ја барем да поставам Мгм. прашање, Мгм. дали има некој метод на размислување на како се одвива сцената. Има повеќе системи кои што се употребуваат за Мгм. актерска игра, меѓутоа нашиот професор, еве ќе го спомнам, Мето Јовановски, кој што неодамна почина, стално не учеше дека секој актер треба да си создаде свој систем. И јас некако верувам во тоа, затоа што секој од нас на различен начин може да разбуди во себе некаква емоција или на различен начин да потикне во себе некаква емоција или да дојде до одредени решенија. Тоа се сепак апстрактни решенија, не се математичка равенка, пак значи треба буквално Емоционално е. и исто така тие си од временски карактер. Значи во овој момент можеби на различен начин ќе успеам во себе Да дојдеш до да ги емоцијата, најдам тие решенија, така што јас би рекла дека секој сам во себе треба да се истражи на кој начин можеби ќе ти помогне ако одговориш милион прашања за твојот карактер. Од која му е омилена боја до некои поконкретни во врска со самите сцени или акции. Можеби ќе ти помогне да си кажеш или да одредиш како тој лик оди, можеби оди различно, од различни причини или различно гестикулира од тебе. Значи, треба едноставно да го осмислиш, да одговориш прашања што тебе ќе ти помогнат во врска со тоа и некако да го пуштиш. Ја така си го доживам, како го градиш и го пушташ. И после, пушташ, апсолутно. дури некојаш сама сум се изненадила од Што те значи најдеш. почнува само тоа. спонтаното. Да. Тоа е интересно што го спомна сега со начинот на кој што оди, да речеме, и начинот на кој што е облечен, затоа што тоа дефинитивно е дел Да. од ликот. Да. Има Акиро Куросава, например, Мгм. во еден од неговите филмови, на еден од неговите ликови, доста огромна колаборација има со Тоширо Мифуне, се вика глумецот, има, не знам, можеби 15 или Мгм. повеќе снимено филмови. И на еден од тие филмови му има дадено на ликот, или самиот, не сум сигурен дали режисерот му има дадено предлог на глумецот или глумецот сам дошол до некое такво сознание, кога оди, камерата го снима, да има некакво вака, Како да тик. покажам со левата страна, Како како тик. тик, Мгм. кога оди, бидејќи од сите луѓе ако има гужва, да речем, во сцената, Мгм. он ќе биде одма приметлив на камера. Одма знаеме каде е тој глумец и можеме да го најдеме. И Мгм. така си создава некој вид на митологија
позади ликот. Што на некој начин му помага да се раѓа во нешто што ние ќе го гледаме и ќе биде опиплив, ќе можеме да се поврземе со него. Едно прашање до двајцата. Што ако да речеме ве актерот го изработи ликот, одлучи дека ликот ќе оди вака и вака, доаѓа на сет, почнува така да оди, режисерот вика не. Не се зборело за тоа претходно? Како? Се зборело за тоа претходно или Во кој смисол? па се договориле дека така ќе оди ликот или глумецот сам? Глумецот си напишал домашната задача, што би се рекло, и доаѓа, јас вака го спремив ликот. Што се случува па, тоа? Зависи од Од врската први од на врската. колку е пријателска, колку е професионална. Знаеме дека има партнерства кои што режисерот и глумецот не се поднесуваат, ама имаат создадено ремек дела заедно. Најверојатно би било ствар на договор. Ќе седнеме и ќе се договориме. Во секој случај мислам дека секоја релација, значи дали е со пријател, дали е со партнер или дали е со професионална релација помеѓу актер и режисер, бара одредени компромиси. Сега сепак филмот е медиум кој што некогаш не трпи компромиси. Сега тука може да биде од страната на актерот и од страната на режисерот, така што многу зависи од самата ситуација. Веројатно сепак разговор ќе помогне, бидејќи зашто е тоа така. Можеби режисерот ќе разбере дека е тоа оправдано и дека можеби навистина треба да се оди во таа насока. Можеби актерот ќе разбере дека сепак не е тоа идејата на филмот, дека тоа бега од тоа што сакал режисерот да го постигне со тој филм, така да пак на крајот на денот би било некаков компромис или некаков разговор. Да дали би се согласиле, според мене, јас кога режирам и дури кога пишувам, идејата јас и сите што се во тимот му служиме на филмот. Филмот не е мој, мислам технички секако наши тимиња ќе стојат и на актерите, на режисерот и на секој, но му служиме на филмот. Филмот некако го создаваме ние, некако го носиме на овој свет, ама не му служиме нему. И ако филмот не дозволи поинакво движење или некаков костим, нема тој костим да влезе. Не затоа што моето его режисерско не дозволува или па затоа што актерот одбива така да се облечи или така да оди, тука едноставно филмот мора сите да му служат на филмот. Јас се согласувам, треба да се гледа поголемата слика, односно Точно. сите работат спрема За една филмот, За за една филмот. цел. Така. И сметам дека тимската работа секогаш победува. Мислам, во секој филм има голем дел и индивидуална работа. Има авторство, да. Апсолутно, да. Меѓутоа и апсолутно. таа тимска работа на крајот на денот е тоа што нели Заедно се низ постигнало, процесот колку на и да е, реализација, да. тимската работа е таа што води, да, се согласувам дека треба сите да одат према таа цел Дефинитивно, да. заедничка. И често пати кога одиш заедно, но не знам точно кој го ма кажа нова, но сите тие добри работи кои што ги гледаме, кои што ги познаваме на филмот, или познати секвенции кои што се до ден денес ги гледаме, се случиле како некоја срекна незгода. Да, точно. И често пати и на нас ни се случило тоа, ќе ја ставиме камерата тука и Сандра треба да се сврти и да направи нешто и одеднаш паднало ливче некое, ти ни пишува ливче дека треба да падне во сценариото, ни дека Сандра треба да изреагира на тоа ливче. Ама одеднаш паднало ливчето и се тоа допринесува на некаков момент кај што можеби за 10 години од сега некој ќе види тоа и ќе го свати на некој скроз различен начин. Дефинитивно треба заедно, мислам Режисерот секако пресекува, секако групен авторот спорт е. пресекува, да. Да. Но тимски е процесот. Имало многу моменти, Да. нели, егото е са на режисерот е. Точно. Понатаму ќе збориме и за Kill Bill, пак цело време се нафрќам на Kill Bill, ама каде што егото влегува и прави тотален хаос на една врска помеѓу глумец и режисер. Но и некојаш и кога егото надвладува, пак излегуваат неверојатни филмови. Како нема правила, али Нема правила. ако сакаш да си окей навечер кога спиеш, кога легнуваш и да си окей со сите, би требало да не си над филмот. И да не си над филмот, односно да си на исто ниво со сите, тука сите сме исто, на сите го имам објаснето овој филм, сите знаат која е визијата и се треба да работиме заедно да ја донесеме визијата на екран. Океј. Сега ќе земеме една кратка пауза и се враќаме веднаш по неколку минути. И ќе продолжиме со режисерите и глумците.
добро дојдовте назад по кратката пауза. На почетокот ги запознавме гостите Марио и Сандра и отворивме темата. Сега би сакал малку подлабоко да ги мотивирам, да ги инспирирам да влеземе со некои поконкретни примери. И за вас имам спремно две изјави кои би сакал да ги прокоментирате. Што мислите од вашето искуство секако и општо како обични луѓе. Првата изјава е познатата изјава на Хичкок дека актерите се стока. Што мислиме за оваа изјава? Мислам дека има кажано актерите треба да се третираат како стока. Што е двете кажано. Што е да, што не го прави едното подобро од другото. Тешка личност е била Хичкок. Нели? Мислам гениалец во областа на филмот дефинитивно. Често пати знаел кога не да си има скарано со некоја глумица или глумец, туку ги снимил сите нејзини крупни кадри и треба од позади да ја снима како збори со некој друг. Ќе ја испрати дома, ќе земе некој што личи на нејзе и полесно може да исхендла и тоа е тоа. Значи, така ги има третирано глумците. Минус тие нели огромни легендарни партнерства со Кири Грент и Џими Стюарт и сите тие. Така да јас барем не се согласувам дека нели актерите се стока. А и мислам дека ни он не се согласува затоа што да беа тоест него мисли тоа што го има кажано, да беа стока немаше тие филмови што ги има направено да бидат толку одлично изглумени. Сандра? Па не би навлегувала многу, ќе кажам дека не се согласам секако. Генерално мислам дека неговата ексцентричност повеќе наложила да дава такви изјави, меѓутоа мислам дека и променета до негде целто и кога го има изјавено ова исто така многу важно. Ако е на почетокот на кариерата не е сигурно, туку ако имал 70 и нешто години. Тој подоцна во едно интервју кога го соочуваат со изјавава, тогаш го кажува она, ти што го кажа дека мислам дека многу го ценел хуморот на глумците. Кога имале зезанци меѓу себе, он почнал да зеза некоја глумица, па она ќе му направи некоја зезанција на него. Така да мислам дека го има дали го има кажано кога или некој му поставил лошо прашање, па сега сака да му се одмазди на тој што го интервјуира, или го кажал доволно далеку во неговата кариера, кога е веќе големиот Алфред Хичкок, па сега може да кажеш со сака. А мислам дека не верува дека тоа е точно ни самиот, или не верувал во тоа време. Интересно, секако режисерот го брани режисерот, не се допаѓа. Втората изјава е на Френсис Форд Копола, режисерот на Кум, помеѓу и други нели секако остварувања, кој смета дека режисерот е последниот диктатор во модерниот свет. Дали сте чуле за оваа изјава? Ова го немам слушнат ова. Веќе појаснам, идејата е дека нели особено во Америка која претендира да биде демократија, кај што веќе нема диктатори, нема такви големи шефови и газди кои што имаме кај нас, дека режисерот е последниот оној на последната професија во која е дозволено да биде диктатор. Тој како неговиот збор е последен, први последен, тој е Господ и така натаму. Има тука нешто, но Сандра, кажи ми поише. Па добро, не секој, нормално има и такви режисери, има и такви луѓе, но на некој начин пак зависи до некаков однос што ќе се изгради во целиот тим. Така да. Марио? Мислам дека денеска не е точна таа изјава. Затоа што мислам дека денеска е многу пофин пристапот на режисерот глумецот. Можеби порано во не знам крајот на 60-тите, почетокот на 70-тите, каде што нели заврши студискиот систем, распад на студискиот систем и режисерот станува како некој вид на рок звезда, нели Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, сите тие луѓе, нивните филмови имаат ваков печат, таков трейдмарк. И одеднаш дефинитивно и глумецот е тој кој што ги носи луѓето да седнат во кино, зборам за тоа време да гледаат филм, ама почнале и режисерите да се, да речам, занесуваат малце кај што на постерите пишуваат тој филм на тој, са и режисерот влегува во преден план. Тогаш
предпоставам и тогаш е најголемата на врвот на својата кариера е Френсис Форд Копола во тоа време, каде што тогаш го режира и Кум и сите тие филмови, нели? Па може би си можел да го каже тоа, ама денеска мислам дека не е толку валидно тоа. Денеска више има некој разбирање, пофине пристапот, не е баш диктаторски, јас ќе ти кажам, и ти мора така да направиш, малце по-лабав, да речам, тој аспект. Супер. А да отвораме на малку поинаква можеби перспектива, веќе тоа нешто што наспомна, тоа е дека во текот на филмската историја режисерите преминуваат од некаков човек вработен само да го изведе филмот до автор, така? И сега она што ме интересира е, речеме во повеќето други уметности, речеме сликарство. Тој што го ја црта, ја слика таа слика, несомнено е авторот, тука нема дебата. Писателот ја пишува книгата. И сега не режисерот е авторот на филмот и тоа е веќе една идеја која е се популарна, но дали актерите, сметате, пример конкретно Сандра и ти како режисер, дека се и тие на некој начин автори. Дали постојат филмови кај што ќе речеме да, во ред имало режисери, камерман очигледно, но актерот или актерката го имаат направено филмот, го имаат создадено. Или тие се секогаш во најголем дел се марионетки на режисерите? Па не би рекла дека се марионетки. Актерите нормално дека имаат голем допринос во самиот филм и како тоа изгледа на крај. И има многу режисери кои што навистина, значи одат на метод дека филмовите или сериите им се фокусирани на актерската игра. И тука нормално дека актерите имаат голем допринос во тоа. Сега, дали би рекла дека они се автори, веројатно не бидејќи сепак идејата доаѓа од друга страна, доколку актерот бил вклучен и во тој сегмент, односно на креирање на идејата и на сето тоа е веќе нешто сосема друго. Инаку би рекла дека да, имаат голем допринос, имаат врска со резултатот, можеби тотално еден актер ќе го направи целиот филм сосема различен од тоа што првично би требало да биде. Меѓутоа не знам дали би рекла дека Дали на пример мене ми е познат примерот на Мерил Стрип во Ѓаволот носи Прада, кај што самата одлучила да збори тивко, не знам дали ви е познат тој пример. Во сценариот и режисерот рекле ти си големата нели шефица, таа голема корпорација, требаш гласно да наредуваш и таа рекла не, Марлон Брандо во Кум зборува тивко и така сите доаѓаат да го слушаат и пострашен кога зборува тивко и сите треба да се понавалат, отколку сега јас тука да малам и да се дерам. И всушност целиот лик, ако сте го гледале филмот, кој е нели големо остварување, ликот многу подобро функционира него што режисерот имал на ум тоа така да биде. Многу често тоа се случува, сега дали тоа го прави актер. Да, ја не би се согласил дека се марионети дефинитивно. Ама примерот е од Before трилогијата. Да. Иницијално сценариото било тоа што било, но кога го дошло во рацете на двајцата глумци, они заедно со режисерот го препишале целото и фактички влегуваат во креативниот процес, односно во тоа авторство. Исто и тој потек Мерил Стрип што го има направено е нели многу добар затоа што понатаму како лик, како публика, ние можеме да го сетиме импактот кога збори тивко, знаеме дека збори тивко и значи одредено нешто, ама кога ќе викне, значи нешто скроз друго. И се можеби као сценарист не му текнало тоа на авторот, ниту пак на режисерот. И дури Джек Николсон рекол немаше да бидам толку добар глумец ако не бев толку добар автор. Така да и улогите кои што ги бираме, кои што ги бирате, бираме, ја не ги бирам, глумецот, нели, улогите кои што ги бираат, треба да имаат таков сенс на некое авторство, некој внатрешен писателски глас, за да открие дали е нештото добро или лошо. Пример, некои глумици, ако збориме за глумици или за глумци, се само добри глумци, а некои се добри писатели, да речам, и добри глумци. Пример, Еми Адамс, да ја земеме. Добро. Она е многу добра глумица, ама последниве неколку филмови се гледа дека не е толку добра писателка, да речам, затоа што улогите кои што ги бира не се се случува на момент каде што можеби на хартија изгледа едно, ама кога ќе дојде крајниот резултат не е тоа што го очекуваме ниту од нејза, ниту од самиот филм. Додека пак друга глумица ја гледаме цело време како е константно
во добри филмови затоа што знае да го избере материјалот кој што е добар. Добро, на пример? Ако сакаш да издвоиш? Пример Вајола Дейвис. Да. Сите последни филмови што и се гледа дека материјалот е одличен и она е тој Джек Николсон тип каде што е и писател и глумец во исто време, затоа што може да го препознае материјалот и да рече ова ќе изгледа добро кога ќе го глумам, кога ќе го зборам и кога ќе го гледаме на крај. Одлично. Да ве прашам конкретно за односот, да речеме, бидејќи постојано зборуваме, нели, режисер, актер, вашиот однос. Вие имате сработено досега 3 или 4 кратки филмови заедно? Ако не се лажам? 3. Последниот 3, со последниот 3. И тука имаше, само да те прекинам, додека одевме затоа што беше прилично брз проект, тој за 2 дена требаше да снимаме и ти знаеш за точно за што зборам, значи имавме надпревар, филм челендж за 48 часа требаше да направиме филм до 5 минути и додека возевме до локацијата, немавме крај. И Сандра го смисли крајот. Како ќе го врземе крајот со треба ова да се случи, чекај што ако го и кажи ми повеќе за тоа, баш ме интересира. Сандра Мислам, без да се открива приказната, како беше, како се инспирира, како да е процесот. Како се инспирираше, не знам, да и мене ме интересира тоа. Па имавме брейнсторминг, значи имаме ние генерално... Вие двајца или имавте и други? Имаше уште еден, значи тројца го снимавме филмот. Јас, Сандра и уште една другарче. Добро. И додека возиме, разговараме, немаме крај. Всушност поставувавме прашања за тој крај што беше првично планиран, дека можеби не е најлогично. И сега како го разглобувавме тоа, некако размислувавме дали можеби треба да се промени за да некако се заокружи целата приказна. Тоа имавме неисполнет круг. Значи вака дојде и тука бевме заглавени. Добро. Разговараме и буквално Сандра само го поврза со некоја своја идеја како што возам. Да, тоа е значи брилјантна идеја, беше така да го заокружиме целиот филм. Така да ето во тој момент дека има и некаков допринес. Инаку станува збор за Скопскиот филмски предизвик, така? Да. Каде што всушност и се видовме повторно сите тројца, всушност Сандра не ја видов тој ден, но беше за 48 часа да се изработи филм. Учествував и јас со еден тим, вие двајца бевте во другиот тим и вие освоивте второ или прво? Второ место. И филмот се викаше? Dear Alien. Така го пиша Dear Aliens, ама мислам погрешно го пиша, се викаше филмот A Dirty Map That Said Dear Aliens, така нешто. Да, така го памтам, нешто само да, така нешто беше, да. A Dirty Map That Said Dear Aliens, да, така беше. Гледачите кои ги интересира да видат делот од заедничката работа на гостите, може да го најдат филмот всушност на YouTube на делот, на каналот на Скопскиот филмски предизвик, Скопје Film Challenge. Ако не се пишат на YouTube Скопски филмски предизвик или Скопје Film Challenge, ќе ги има сите филмови, така да може да го гледат и Витес конј. Витес Скитник, да. Мојата филмче Витес Скитник, да. Да, Витес Скитник, да. Да, и ние и мојот процес беше многу брз и стресен. Ние буквално и актер најдов веднаш и идејата беше беше доста голема екипа која видов кај тебе иде на шпицата на крајот јавна да беше како само луѓе искачаат цело време. Тоа некако ми стана мене трейдмарк, гледам се повеќе луѓе да внесувам у продукциите, имам секогаш 6-7 луѓе, што е некогаш добро и многу е весело кога ќе биде продуктот, многу луѓе се радосни, но е доста стресно во текот на процесот бидејќи како сосекам како родител што мора да ги задоволи сите дечиња. Да, и некој е гладен, некој сака да оди на пуш пауза, некој е незадоволен, некој сакал имал друга представа, кога сте 23 е многу полесно, ама од друга страна па е порадосно, потешко апсолутно. Така што ете различни пристапи кон целиот процес. И во мојот случај, конкретно за тој филмски предизвик, мојот актер беше младо момче од 17 години и он беше буквално марионетка, не бидејќи јас сакам да бидам диктатор, туку бидејќи никогаш немаше ништо направено и бидејќи доаѓа од училишна клупа и беше научен само да му кажеш седни тука, застани ваму. Не беше глумец? Не беше воопшто. 17 годишно дете од средна школа Скопско. Мисла, мене ми е подалечна роднина, па затоа го поканив, но се испадна суперно. Идејата е дека некогаш сами семејството работат. Иако јас сакам да срекни незгоди. Да, точно, апсолутно. Да давам простор на глумците, некогаш самите велат, окей, кажи ми што направам. Така. И тоа се користи, така да. Добро, одиме понатака. Конкретно филмски парови. Знам дека дискутиравме и зад камерите. Кои филмски парови или комбинации би сакале да ги издвоите? Јас веќе напомнав неколку.
но неколку примери за да малку продискутираме и за да доловиме кон публиката кои филмови всушност се производ на таа колаборација помеѓу познат режисер и познат актер или актерка. Кој Мислам сака да дека треба да почнеме од Од Тарантино и Аха, Може, да, секако може. Иако не е некоја имаат работено само 2 пати, Тарантино и Ума Турман. 3 пати. 3 пати? 2 дела и плюс. Да, иако Тарантино го смета Kill Bill како еден. точно, Тоа и точно. да беше усобава ќе ни да беше усобава ќе ни се налутеше не тоа е еден. Зашто можеме да го прашаме како 2 пати ако платив му кино за филмот тоа го прави, ама не е битно. Сметам дека интересен тој пар затоа што тука имаме демонстрација на прекршување на тие односи, значи основно градење, па кршење на тие односи, па Кажете ни повеќе. Одлично имаат изградена таа врска со Pulp Fiction, нели? Ума Турман и Квентин Тарантино. Ума Турман и Квентин Тарантино, за неја забила улогата и се тоа. И дури на сетот на Pulp Fiction, додека снимале некоја од сцените, Тарантино ја предложил идејата за Kill Bill. Сакал да направи таков кунг-фу филм во она инспириран од тие негови филмови од 80-тите и 70-тите и да направи свој жанровски осврт на нив. Ума ќе биде таа која што ќе го предводи неговиот филм. И пак се навраќам и во тоа преска што го разговаравме, но ликот на невестата, што се вика нели во Kill Bill the Bride, што ја викаат, е креација и на Ума и на Тарантино. Заедно ја создале, дури идејата на Ума била почетната сцена каде што она е цела облеана во крв и го носи фустанот, венчалниот фустан, таа била нејзина идеја. И затоа на крај пишува и приказната е напишана од Квентин и од Ума, Q and U. Интересно. Нели го знаеме Тарантино како тој што само он ги пишува сите тие сценарија, ама еве многу редок пример каде што и глумецот допринесува до целиот тој процес. Филмот е секако успешен, двата филма всушност. Секако успешни, сите го знаат, но што се случува на крај по објавувањето на филмот? Јас би кажала дека пропуштивме еден многу клучен збор кога зборуваме за однос актер-режисер, а тоа е доверба. Значи изградување на доверба и на чувство на сигурност, мислам еден кон друг, мислам дека е многу важно. И впрочем во случајов на Ума и Тарантино се случува да, иако таа не се чувствувала баш сигурно да изведе една сцена каде што требала да вози некоја кола, тој некако ја принудил или и кажал, ајде живее, се ќе биде окей, као терај. Тоа е многу лошо, и рекол, тоа е класичен момент каде што ако веќе ти имаш каскадери, можеш да ги искористиш во оваа ситуација, кадарот нели од позади бил, не се гледа лицето. И сега они рекол мора да возиш толку и толку затоа што косата треба така да ти се вртка во воздухот. Значи сега више овде егото на јас сум Тарантино, имам 2-3 успешни филмови. Не мора да викаме каскадерката, ти ќе застанеш и јас ја возев колата, ја проверив, супер е колата, но мислам, не знам дали го имате гледано клипчето, има видео каде што она удира во еден од снимане во Мексико, во као шума каде што има огромни дрва. И удира со колата во едно од дрвата, едноставно губи контрола врз возилото, што е нормално, она не е професионален возач, се разбира дека може да се случи тоа кога се вози толку брзо. И колата е кабриолет, така старошколска кола од 60-тите, од 70-тите, знаеме стилот на Тарантино со музиката, светова со саундтракот. И колата е стара, но Тарантино тврдел дека е истестирана, работела, он ја возел, мора да возиш толку, косата така ќе ти игра. И во некој момент удрила, па доаѓаат сите да видат дали е окей. Ништо не можеш да направиш тука како режисер кога ќе се случи такво нешто. Што и да кажеш, не можеш да опреш таа ситуација. Зашто веќе со самото влагање на глумицата у колата веќе си сгрешил. Така да не можеш да го поправиш. Тоа единственото нешто што направил и успеал да ја даде на неј за оваа снимка,
затоа што била скриена снимката од продуцентите, се разбира. Меѓутоа тоа било после 15 години. 10-15 години. И тоа е више премногу касно. Излегуваат сите овие работи на виделина и тоа е единственото нешто, да речам, од сите овие работи 5% што го направил Тарантино, што може да речеме, ете, ајде, постигнал нешто да ја опре оваа врска, ама после Kill Bill кога повторно работеле они? Па нема Така, работа повторно. да, затоа што доста жално. Тоа било причината, значи едноставно од кога се скршила таа доверба, после тоа не било откопале воени некако секирили, нивниот- како и да се вика тоа. Да. И Како и да е, таа ја постирала снимката Да. и они сепак и ја дал на Ја крајот, да, како- без разлика што тоа ќе има негативни да, како реперкусии еве, за јас ти ја него. давам снимката, како еве се, што супер, ајде за И него. сега ама негде прочитав дека се планира можеби трет дел на Да, и јас Kill слушам Bill. да се најавува веќе некое ќе време. ве се- разочарам После- сега, ама Јас знам дека он не сака повеќе од 7 или 8. 10 филмови, 10 филма и неќе, 10-тиот да. филм веќе почнува да го снима или ќе го снима оваа есен. И тој ќе му биде последниот филм, вајда, на Квентин И на Тарантино. Хајајо Мијазаки му беше последниот The Boy Да, and ама the он- Heron, он- и одма Он најави. одма Сигурно излезе од хубаво. он одма излезе од, ама он одамна Но збори. Тарантино е млад, нема ни 60 Па, претпоставувам. мислам дека има или 58 или 59 или 60 години и 10 години уназад Мислам збори. Скорсезе има скоро 80, Скорсезе има само што направи Да, филм од 3 неговата часа. филозофија е Има уште 20 години работа. да, ама различни филозофии има. Неговата филозофија е он е дефинитивно премногу запознаен со кариерите на сите Да, режисери да. и неговата филозофија е кога режисерот доаѓа при крајот на својот живот и како резултат при крајот на својата кариера, не е во тек со времето и ќе направи некој филм кој што ќе му одземе вредност од неговата филмографија. Он вика еден лош филм ми сече 3 добри филмови што сум ги направил. Затоа што он ја гледа нели 100 години уназад и си вика ако луѓето уште гледаат филмови и некој детенце од 15 или од 16 години нема да отвори на Google и да направи некакво истражување со кој филм да почнам, што да гледам, него од прилика ќе избере Последниот нешто го гледа или најчесто. последниот или најпопуларното или така од ракав ќе извлече нешто. Е сега ако го извлече тоа што го снимил тој последен филм што е надвор од текст со целото тоа време, он си мисли дека детето по втор пат нема да му даде шанса да гледа втор филм или трет филм негов. И така го губи како публика. И сака да има таква врска помеѓу првиот и последниот филм и е се за филмографијата, кариера е ова и нема да правам филмови додека имам 90 години, како Клинт Иствуд например, он има 92-3 години и глуми и го снима неговиот последен филм, како тоа е Мене ми Тоа е е лудо. интересен пример е Клинт Иствуд, бидејќи тој исто најави околу 60-61 година, ова ќе ми биде последен, се пензионирам. Да, 20 години подоцна уште прави филмови. на 92 години, Скорсезе, 10 години е помлад, колку има 81 или 2. Да. И спомнам се напред 3,5 Часовен часовен филм кој што е неверојатно актуелен Да. и се збори за него, значи дека не е надвор од тек дефинитивно Не, со не, времето. воопшто, Дали што Скорсезе, филмот беше Скорсезе се, реално, За така да занимавање. од режисер до режисер има разлика. Точно, апсолутно. Интересно нешто што сакав да потпрашаме, примерот Тарантино и Матурман е можеби познат на пошироката публика, но дали е пример битно за да се избегнат такви кршења на довербата, дали пример Сандра мислиш дека би ти помогнало ако соработуваш со женски режисер? Или тоа не би полот не би многу играло улога во соработката? Па мислам дека може да помогне во некој случај, меѓутоа на крајот на денот нема врска, затоа што и жена и маж може подеднакво да биде емпатичен или подеднакво да тоа зависи едноставно од каков однос ќе изградат актерот и режисерот. Не би рекла дека конкретно тоа е врзано со дали е тој некој жена или маж. Сметам дека Од личноста и од егото на режисерот Да. искрено. да. Апсолутно, апсолутно. Јас се согласувам горе-доле на иста линија стојам, но пример имаме некои примери тука Софија Копола и Кристен Данст. Често пати имам видено интервјуа со Софија Копола кај што вели дека без Кристен Данст не би можело тоа така да излезе како што она го замислувала. Она буквално не го користи зборот муза како инспирација, туку буквално таа ми е моделот кој ми треба и врз нејзе можам да налепам и извајам тоа што ми треба. И Кристен Данст често пати има кажано дека со Софија Копола и може и било најпријатна соработката, бидејќи не е било страв да ја викне или да ја се пожали или да ја каже, не знам, сега имам циклус и не можам да глумам и така натаму. И дека тие нешта направиле многу поубав
поубава атмосфера. Мислам дека кога има подолгорочно партнерство, односно кога си работел на повеќе проекти со иста личност, веќе почнуваш да ја учиш таа личност нејзиниот јазик, нејзиниот мислам и јазик на комуникација, меѓутоа и филмски јазик, тоа што сака, како комуницира со тебе, како го бара тоа што го сака, така да мислам дека тука има врска и таа е долгорочност во соработката, едноставно полесно може му е на некој режисер да работи со актер што веќе го познава, па точно знае каде може да го уклопи, како треба да искомуницира тоа што сака да се постигне. Така да мислам дека и тоа има удел у целата работа. Едноставно нечии синергии се поклопуваат, па можеби тоа се случило овие две девојки таков случај. Па тоа, они имаат многу добро партнерство, искрено, Софија Копола и Кристен Данст. Мислам дека првиот филм на Кристен Данст The Virgin Suicides е со Кристен Данст. Данст. Точно, првиот е, точно. Кој што е неверојатен филм, многу добар филм и се гледа дека мислам од сите, ако гледаме филмот и ако речеме со кој се вратиме у 1999 или не знам која година и да речеме со кој од овие 4 девојки Кристен Данст изгради партнерство, ќе биде како со Кристен Данст, да. И Скорсезе и Де Ниро искрено ги имаат таа врска, се знаат како дишат, знаат се за себе затоа што израснале заедно во тој италијанскиот дел од Њу Јорк. Знаеле во нивното мало кои биле мафијаши, кои не биле. Самиот Скорсезе, кој што е по-зборлив, по-енергичен, по-гласен, се потполнуваат заедно, а Де Ниро од другата страна е посмирен. Иако не го знаеме како таков, но он дефинитивно е срамежлив, смирен и тивок. Има ситуација, се собрале повеќе луѓе заедно, вака да разговараат, ама зборам, нели, дома на вечера, Скорсезе, Де Ниро, неколку пријатели. И Скорсезе, мислам дека имал направено во тоа време 1, 2, 3 филмови, значи бил релативно познат, исто така и Де Ниро. И еден од пријателите му рекол, леле, слушнам дека и Де Ниро ќе дојде, вај чекам да се запознам со него. И Скорсезе му вика, еве го Де Ниро до тебе. Не кажам ни еден збор, не само се вклопил во целата таа маса и се знаат како и дефинитивно Скорсезе знае како диша, затоа што тоа партнерство што го имаат меѓу себе, знае кога да биде експлозивно, знае кога да биде тивко. Многу е полесно кога се знаат. И знаат кога да кажат, глумевме 3 пати, 4 поред заедно работевме, сега ќе паузираме, ќе помине малце време, ќе одам со Ди Каприо сега да правам филм. Скарлет вика, окей, ми направивме Марија Антоанета, направивме The Virgin Suicides, сега ќе идам со Скарлет Јохансон, ќе глумам малце. Да, точно. И после се враќаме пак у нешто скроз ново. И поминало време и сега не сме се виделе толку време, откриваме нови работи, така излага нова приказна. Да, точно. Едно подпрашање за Сандра. Колку сметаш, односно, твојата биографија ми е мене позната, ти си школувана актерка, всушност, не си спонтана, кој би била, не знам, спортивната актерка случајно станата, така? Значи имаш тренинг, така? Колку сметаш дека тоа битно? Но има често се случува дебата дека особено со социјалните медиуми има луѓе кои земаат мобилен, создаваат персона, ја продаваат својата харизма, стануваат актери и актерки, но ти си од поубавата школа според мене, односно школувана. Дали сметаш дека тоа е предност или не? Предност е секако. Предност е, нормално има исклучоци во ова правило, меѓутоа сметам дека доколку некој сака да се бави со тоа, дека би требало да посвети малку и некакво постручно образование да добие за таа насока, така да сметам дека е предност. Точно. Иако има многу исклучоци кои што супер се снаоѓаат во целото тоа. А што подразбира школување? Тоа подразбира тренирање на глас и на тело и Да, сето тоа, значи тренирање на глас, сценски говор, конкретно еве кај нас македонски јазик. Значи многу сегменти вклучува тоа. Значи сме имале предмети кои што се и поврзани со режија, чисто да се увидат и некои други аспекти од Да, не е само глумата, не е само глумата, апсолутно. Опфатни работи во целиот тој процес. Апсолутно. Дали ти интересира нешто друго од филмскиот процес освен глумата? Па искрено да, филмот ми делува на вистина интересен, мислам дури да не си од
Од страна. Од страна, да. Мгм. Значи да, би се вклучила дефинитивно во филмски проекти и од друга Во која страна. функција? Ако можеш да не откриеш. Па, Ако мораш да бираш. ако веќе морам да бирам, па можеби наједноставно би ми било во продукција, пошто се бавам со евент менеджмент, па Точно. тука тоа е релативно блиску. Па не знам, можеби некогаш би пробала да напишам сценарија, ама се уште не интересно. сум Да пробаш не сум дефинитивно. се обидела конкретно во таа форма нешто да пишувам. Да, може би треба да се согласам. А Марио, дали би се пронашло во улога на глумец? Да, искрено би пробал. Вака е сега додека кога сум сам дома, да речем, и кога треба да вежбам некоја сцена да ја Мгм. глумам, дефинитивно би било полесно Мгм. и слободен си, гласот ти е како што треба и се движиш како што треба затоа што си сам и никој не те гледа. А мислам дека моментот кога ќе се појават луѓе Мгм. и камерата кога ќе почне да трепка црвено дека снима, тука би се, да речам, укочил малце, ама тоа најверојатно ќе се случи првите неколку пати и после би влегол во целиот тој процес, ама би пробал да бидам глумец. Одлично. Супер. Ама зависи Мгм. со кој тим работиш. Да, Например, да. Не, со општо, Марио со не било ми се кој тим, со било кој тим. Таков Мгм. притисок да се плашам или нешто така, затоа што сум имала доверба дека Да. Мгм. Па и веќе три пати, 4 колку и да имаме. Еве, ако излезе пак некој филмски предизвик, можеме сите тројца да се Да. собереме и да направиме нешто. Да. Сандра ќе напише, можеби. да, Да, може ќе да, ги да, изведе све Ја улогите. ќе улогите, глумам, Да. не знам зашто. Ја искрено би сакала да Вклучи во пробам. едниот Да. филм, Да, 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 точно. да. во улога на Да. наратор. Да. Наратор бев Ама кратко. и беше Да, наратор на за- француски јазик, ни малце ни више. И Да, сега се и сетив. ко сценарист и ко продуцент Да, и и ко ко продуцент. сценарист и Да. ко тонец и Да, секој беше, да, се да, беше да. ко, да. Тоа всушност беше краток филм во кој ја запознав Сандра, Марио го познавав претходно и беше за пандемијата кој што спомнавме и филмот не може да го најдат гледачите онлайн, Ќе го но прикачиме може би да некаде. го ставиме во линкот на видеото, Но односно во филмот имаше описот. големи амбиции, како Имаше што се големи, сеќавам. Имаше се огромни сеќавам. амбиции, а Максим исто така и ти си глумец Каде? на мојот прв краток филм. Ау, Боже мој, ме стави се у спотлайт. Тоа беше пред многу долги години. Тоа беше Да, на така се филозофскиот запознавме. филмски фестивал. Да. Имаше работилница од Сега идеја до премиера, така беше? Од идеја до премиера. Да. Исто таков буткемп, Да. една за недела или учење, да. неколку дена, ќе се собереме ќе направиме филм Да. и таму се запознавме всушност со Максим. Таму Ти се беше во запознавме. Организација, Организација, на да. фестивал, да. И да, ја бев глумец, да. Бев, како се викаше, талкачот, не, не, распарчен изглед. И тоа Не, беше не, нем филм. Да, точно. Ти беше Ја бев, што бев, The Guide, односно водачот, да. Тоа е моето прво и единствено филмско појавување, нема да го споделиме со никој. Се шегувам. Не, а јас лично би се пробал, мене ми е интересен цел процес. Единствено што не би пробал е пример камера, не можам ни да држам камера, немам ниту желба да држам Многу камера. е тешко, се сум пробал, Да. ама глума би пробал дефинитивно. Да. Јас исто се би пробал глума, особено сценарио, веќе имам пробано режија исто, но не би пробал камера, а за продукција сум на две нозе, бидејќи е стварно напорен процес, треба буквално ти си мускулите на проектот, сите повици, сите договарања и на претходниот филм за кој ти зборував од Брисел што го правев, таму морав буквално јас да се јавам на секој сет, дали можам ваму да снимаме од колку сат, значи буквално морав сам тоа да го правам. Да, се губи енергија. И тоа е да се фокусираш многу, на друго, тоа што е апсолутно. важно. Креативноста Да, паѓа се и црпиш. трошиш енергија на Знаеме трчање. како е, да. Да. Се случувало многу. Често пати се случувало така што да, фала ви што ме ставивте на спотлајт, да. Да, глумев јас, о боже, да. Добро, кон крајот, дали сакате уште некој пример да спомнете? Имам тука многу примери да не ви одземам на вас простор. Што ви се вас може би умилени или што сакате да ги Мене ми се споделите допаѓа со многу публиката? Годар, Жан-Лук Аха, Годар и да. Ана Карина. И Ана Карина, Тие точно. моменти што и со Сандра ги зборевме Мгм. не тука, кога режисерот и глумецот, режисерот и глумецот се или партнери, или се во врска, или се во брак. Пример, Ана Карина и Жан-Лук Годар биле Исто тој заедно. Вуди Ален и Вуди Диана Ален и Китон, Диана што Китон. биле Точно. пар Ам, во одреден момент. Има Да. нели Џон Касаветис, Джина Роландс, има многу такви Парови? партнерства слеш парови. Сега си викаме добро прашање каков ефект има тоа врз филмот. Да. Дали е позитивен, негативен или
На пример, Вуди Ален и Мија Фероу, кои што до тоа време биле во брак заедно, па излегува нивниот скандал, додека се снима нивниот филм и се они јавно, малски кажано, се прават парче по медиумите, јас те вреѓам, ти ме вреѓаш, вака, зборат на телефон, едниот снимал што кажал на телефонот, па го пуштаат на телевизија, све тоа, значи се караат, се вреѓаат. И утре дента доаѓа Мија Фероу и вика, доаѓа на сет и вика, оке, што ќе снимаме денеска? Му вика на Вуди Ален. И он као тотално, не снимаме ништо, јас и ти веќе завршиме и филмот, ставаат крај на филмот, наоѓа нова глумица. Значи, тоа би рекол е најголемиот ризик, каде што, иако можеби на почетокот има, нели, голема љубов и излегуваат многу добри работи, што ќе се случи кога ќе згасне? Веројатно може да отиде и во едната и во другата насока, позависно. Мене ми текна на еден поскорешен пример со Тим Бартон и Хелена Бонам Картер. Они имаат многу соработки, се она не знам дали била главна улога, можеби не била толку често во негови филмови, но се појавувала. Па голем дел има. Да, голем дел. Ено сега се разведени. Да. Мислам дека има мирен развод, колку што може тоа Холивуд. За Холивуд, за холивудски стандарди беше мирен, но и мене ми е многу криво што не се заедно, затоа што не соработуваат заедно. Затоа што многу си одговара. Она е многу ексцентричен лик, а и он е многу ексцентричен лик, многу... Он ги има женскиот дел од неговите ексцентричности и машкиот дел. Машкиот е Џони Деп, женскиот е Хелена Бонам Картер. И кога му треба да отиде во еден правец, ги земе Џони Деп, мада не знам кога последен пат соработувале, многу одамна. Мада Џони Деп више е надвор од тие холивудски води. Да, на пауза е точно. Добро. Уште нешто да спомнеме пред самиот крај, пред да одиме на последната рубрика? Дали би сакале да споделите? Па пример за вашето, ме интересира ако може уште нешто, вашата соработка како изгледа и дали може да очекуваме некоја идна соработка? Вака да се испромовираме малце. За идна соработка секогаш кога има нешто се бараме, се викаме. Дали пишуваш сега нешто ново? Да, пишувам сега ново нешто. Нешто што планирам да биде доста кратко, доста визуелно. Уште не знам што е, и што ќе биде, и што ќе испадне. Ама имам неколку, не знам, 4-5 филмови кратки направено. Доста се учи од тие филмови, доста разбираме дека кога станува збор за кратки филмови, може би инспирацијата ја црпиме од многу погрешни места. Ние гледаме долгометражни филмови кои што се развиваат огромно работите, глумците се поголеми од животот и све тоа. И кога доаѓаме да го направиме краткиот филм, сваќаме дека немаме многу време за такви работи. Така да натаму целам сега нешто по-кратко, по-визуелно, што ќе ги искористи предностите на краткиот формат на филмот. А дали се ќе се прави нешто со Сандра, можеби ако има нешто ново за 48 часовниот предизвик, знам дека кога вика пролет можеби ќе се прави нешто, не сум сигурен. А и надвор од тоа секако. Одлично. Сандра, дали ти имаш нов проект филмски на поведок или театарски? За жал не. Тоест имам една мала улогица во една серија сега што се снима. Меѓутоа нешто поголемо не, затоа што малку сум од друга насока, но се надевам дека ќе имам прилика наскоро да влезам во некој таков проект, бидејќи навистина некако ми недостасува тоа. Инаку со Марио имаме супер соработка, мислам многу пријателски однос, он генерално знае точно што сака, но е отворен нели за некои реакции во моментот или промени, не е толку тврд, но знае што бара и знае да го прилагоди тоа, така да отприлика многу лесно ни била соработка. Тоа што не сме справеле со Сандра е диалог сцени. Да. Имаш се на тој филм што го имавме беше претежна нарација. Новиот 5-минутен краткометражен нарација. Тој најпрвиот 2-3 минути што е тотално визуелен, нема ништо. Многу би сакал да снимам, например, со Сандра, ако имаме нешто каде што ќе има некаков диалог. Таму можеби ќе можеме повеќе да се ослободиме и да знам како да напишам нешто и тоа би било интересно. Се согласам. Да, тоа би сакал следно нешто ако би имало, нели. Во иднина нешто движено со помош на зборови, па
повеќе и знаеме често пати повеќе све наративно, све со нарација. Сега стана и се чувствуваше така и сега стана и се чувствува така. Сакам знаеш да видиме по интеракција со други ликови. До сега само имавме интеракција со на The Castaway Princess на крајот во паркот. Тоа е единствената интеракција. И тоа беше твојот. Да, ти го напише твојот диалог беше тоа, да. Да, Тоа ненормални гужви на работа, Максим за 2 дена напише нешто и Да, и пандемија беше. Да, и тоа беше единственото каде што ја гледаме Сандра како збори. Сакам поише тоа да го видам. Да, тоа буквално ти ставивме камера и беше лигната на земја во парк. Да. И тоа во далечен парк, не во градски парк. Така што се беше екзотично. Герила филмейкинг беше. Да. И луѓе не гледаа, се сеќавам многу луѓе гледаа што се случува, кој снима, а карантин беше, беа полни парковите. Еден од тие денови кога што не вадеа малце од дома за да Да. Но ја лично имам убави спомени. Исто се надевам дека и ви имате и за другите соработки, така што ви посакувам уште повеќе соработки. Се надевам ќе ви инспирира и подкастот да сватите колку ви е близок и сакам филмот. И кон самиот крај, секако, нашата омилена игра, Genius, односно мојата, во случајов сум сам водител. Треба ти да го земаш ова или ние? Да, јас можам да го земам, да речеме, всушност има 2 шпила, ако можеш, кој што знае публиката. Едниот е филмски шпил, другиот е телевизиски шпил. И сега, еве ќе почнеме од Сандра. Што би одбрала, телевизија или филм? Не знам. Која е телевизија? Телевизија е розовата. Нема ништо страшно. Добро, ајде. Телевизија? Добро, филм. Не, прашувам. Филм. Океј, сега јас само вака ќе ги отворам, можам да ги поставам тука и ќе одбереш 3 карти со лицето надолу и подоцна ќе треба да ги дискутираме, односно да ги погодиш. А може да играме 2 пати филм и телевизија? Секако да. Тие 3 или 4. Ја треба да видам или? Ти можеш, питата е за неи за секако. И можеш да почнеш со првото, види го и покажи го пред камерата, дали го познаваш ликот? Го познавам. Боже мој. До сега дискутиравме за него. Можеш поблиску само до камерата? Да. Да, Квентин Тарантино. Да. Па си има навистина посебен филмски јазик. Помалку крвав. Но на некој симпатичен начин би рекла. Мене ми се допаѓа генерално, мислам. Ако да, може и заедно. Имаме ако заедно ни иде колаборацијата супер и овакво, тогаш дефинитивно и се свиѓа Тарантино, пошто мене. Да, апсолутно. Ти еден од омилените. Втората опција? Уште едно големо име. Покажи го на камерата само те молам. Ако може. Ето Орсон Велс, гледаме ли? Да, тој Орсон Велс. Ајде Марио, сакаш ти? Ова е голем гигант. Огромен шоумен, не е само режисер. Да. Искрено мене ми е еден од најмилените ликови во Холивуд. Има многу интересна биографија, многу интересен живот. Првин почнал генерално како глумец во театар, театарски глумец. Има првин тој почнал во радио, има една сега можеби малце претерана анегдота за почетокот на неговата кариера, каде што за ног на вештирките во не знам 1920 и некоја година или 30 и некоја година направил радио програма каде што тогаш нели генерално радиото било главен медиум, да. Доста луѓе измамил дека во земја не го напаѓаат Њу Јорк, па луѓе излегувале надвор од хаос да гледаат горе. Има неверојатно феноменален глас. Да, точно. Голем шоумен, не е само театарски глумец, него филмски глумец, режисер, сценарист, водител, гласовен глумец и го има направено еден од сите што викаат еден од најдобрите филмови Citizen Kane. И еден од моите најомилени филмови што преска мада изумив да ги кажам, F for Fake се вика. Го гледав неодамна. Не тешко да се класифицира затоа што е и документарец и видео есеј и фиктивен филм до негде. Така да ако некој сака да види доста необична страна на човек кој што многу рано од времето го имаат избркано од Холивуд, да почне со Орсон Велс е феноменален избор. Супер. И третиот избор, третата карта? За кој станува избор?
Френсис Макдорманд. Френсис Макдорманд. Тоа е еден од партнерствата што ги заборавивме. Кој Тоа се The Coen Brothers. браката Коен, точно. Браката Коен и една од, мислам, не сум сигурен дали со Джоел Коен или со Итан Коен, она е незината сопруга. точно. И има глумено во Fargo, во Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Точно. Blood Simple, еден куп филмови, во сите филмови ги има. Во Hail Caesar, И се уште се заедно и се уште прават филмови. Иако изјавија дека се пензионираат и пак излегува од пензија и направија нови Тоа веќе филмови. дискутиравме Тоа дека да. не е Не, гаранција. не е валидно верувам, тоа, да. никога не верувам. Али многу добра глумица која што има, мислам, нека 2 Оскари до сега, можеби 3 ако не се лажам. Да, кој што е така. феноменално. Nomadland ти беше пред 2-3 години. Nomadland, Оскар, Фарго и за можеби? првите, не сум сигурен дали за Фарго, можеби за Фарго зема и за 3 билборди мислам дека Да, таму беше феноменално. Да. Дали сакаш ти да одбереш 3 карти, ова се серија, ова се филмови? Првен кидаме со филмови. Тоа се филмови, да. Ова е најбузбудливиот дел. Ова е Барбара Стенвик. Барбара Стенвик, Да, да. ова е значи ова е онаа глумица од како го викаат, златните години или златната доба на Холивуд. Да ја споредиме денеска Барбара Стенвик со некоја глумица, например, во младите години, искрено многу тешко да се направи. Има глумено во, можеби се слушнале се вика The Lady Eve. Не All About Eve, туку The Lady Eve глуми заедно со дали со Хенри Фонда беше, не сум сигурен. Така да има глумено во вестерни, има глумено во драми, има глумено во комедии, оние скрубол комедии што се од 30-тите. И е прилично возбудлива и доста она, да речам, бедес глумица која што една од ретките која што си имала своја јас кога станува збор за врска помеѓу режисер и глумец, затоа што во тоа време, во тој студиски систем на Холивуд, доаѓаш глумиш и прилика тоа ги штанцаат повеќето филмовите. Така да феноменална глумица. Втората опција? Втората опција е Стив Маккуин. Аха. Значи не е, чекај уште еднаш да го видиме, Стив Маккуин Да. не е глумец од Стив Маккуин од 60-тите, 70-тите кои што го знаеме по акцијските филмови, туку режисерот Стив Маккуин. Интересно за Стив Маккуин е тоа што има режирано многу кратки филмови. Као пред да почне да режира долгометражни, режирал као некој креативен директор. Реклами за музејски дела, такви работи. И тогаш више навлегол во филмоти. Нема многу филмови, 4-5 филмови има. Може би го знаете Widows со Вајола Дейвис, Елизабет Дебики. Да. Мислам дека и негов е Shame исто со Майкл Фесбендер и Hunger исто така со Майкл Фесбендер. Одлични се сите тие филмови. Не знаев има дека е... серија од 4 филмови нови кои што му се као ТВ мини серијал. Не памтам точно како се викаше, но е нешто со борбата на афричките американци или црнците, како ги наречеме кај нас во Англија, таму каде што е израснат. Така да ова е прилично мокен режисер кој што има дефинитивно свој визуелен јазик и прави филмови само кога има таа идеја, како што прават Скорсезе или Тарантино, да речеме, на 3 на 4 години прават филм. И третиот е и Широ Хонда. Не се лажам, ова е режисерот на Годзила, не сум сигурен. Јапонски режисер. Јапонски режисер, да. Мислам дека е првиот режисер на пошто нели Годзила е јапонски измислица, да го наречеме, кој што американците си го придобија за нив и си прават своји блокбастери и многу беше мило сега на Оскарите кога Годзила -1, така беше филмот, Годзила -1 доби Оскар за најдобра визуелни ефекти, се шекна јапонците кога излегува на сцена. Така да почнува да си го враќаат
да си ја враќаат нивната креација. Друго од Иширо Хонда немам гледано ништо, но мислам дека ако не се лажам дека он е режисерот на Годзила. Добро, одлично. Дали сакаш на брзина да одбереш од телевизиските, но во интерес Да. на времето ќе мораме само Сандра ќе да ги представиме. земе една, ти ќе земеш. Ајде. Една. Фала. Оди продолжи ти, така веќе зборуваше. Ова врска немам која. Дженифер Сондерс, Absolutely Fabulous. Не знам А, која. тоа е всушност британска Тоа комичарка. ќе се смениме. Да, Дон, да, словено. Френч и Сондерс, тоа се две комичарки, може да гледате нивното шоу, навистина смешни и така, доста саркастичен британски хумор. Стар или нови? Всушност Дженифер Сондерс го дава гласот во Шрек вториот дел на добрата вила, односно лошата вила, на мајката на Принц Сега не ми Чарминг. текнува како Што беше ја гласот. пее I Need a Hero. Аха, Всушност така. Дженифер Сондерс ја пее. Да. Јас Сандра? морам да признам дека исто не знам. Ао, Майкл The Чиклис е Shield, ова. Ова е The да. Shield, да. Ова е Не сум го гледала. Да. Јас не ја као познам. крими трилер серија со валкани корумпирани полицајци. И ова е еден од првите оние антихерои во телевизијата, затоа што до тогаш главниот лик мора да е чист и испран и мора да има многу филозофски размислувања во однос на добрина и не смее да е лош. И сега излегува нели Тони Сопрано и овој детектив негов кој што почнуваат малце да ги раздвижуваат сите тие размислувања на креаторите дека можно е да имаме и лик кој што нема да се согласуваме со него. И конечно? И Тери О'Квин Lost. Ова е можеби најпознатата улога на овој глумец. Има една многу добра, ако имате гледано Lost серијата, има една многу добра сцена со него. Можеби не е толку како глумец интересна, но интересна како лик и како публика, која што нели сите се на островот и одеднаш после, не знам дали имате гледано Lost? Изгубени, да. Да, Кога бев изгубени, помал. да. Да, И нели одеднаш после островот ги гледаме сите како стариот живот си го живееле. Да, точно флешбекс. И немавме, како ние како публика, немавме идеја зошто овој човек сака да остане цело време на тој остров. Он беше еден од тие кои што цело време сакаше да шефува таму и да не се враќа назад. Да. И има една сцена која што е снимена вака од тука некаде и он се разговара назад, не е више на островот. Разговара со некого и одеднаш се оддалечува назад и гледаме дека е во количка. И сваќаме дека во инвалидска количка, и сваќаме дека тоа е причината, некоја моќ ја има на островот и затоа може таму да оди. И така цело време седи и не ти ни доаѓа дека ќе се случи такво нешто и одеднаш кога само со тркалцата назад се повлече. Окей, сега све ми е јасно што сака, да. Интересно е што неговиот лик е крстен според познат филозоф Џон Лок, така што е одлична завршна нота на денешната епизода. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам за присуството, што дојдовте и ни споделивте искуства и примери и така натаму. Се надевам дека редовно ќе не гледате и ќе дојдете уште еднаш. Благодарам многу на поканата. Да. И на останатите на гледачите им посакувам одличен почеток на пролета и во описот на видеото се надевам Марио и Сандра ќе ни дозволат да ставиме некои линкови од нивните дела. Се разбирам. И кај што ќе може да запознаете повеќе со нивната работа, а сите оние кои аспирираат да бидат режисери или актери, се надевам сте сега доволно инспирирани да почнете со своите соработки. Благодарам на сите за гледаноста и се гледаме во следната епизода.